Формули на бинарни соединенија. Бинарни соединенија се изградени од два различни вида на атоми. Познавањето на валентноста на елементите кои влегуваат во состав на бинарно соединение може да се искористи за да се состави формула на тоа соединение. Ако го применуваме записот за бинарно соединение, каде што А и Б представуваат символи на двата елемента, А и Б, мали букви, представуваат вредности за валентноста соодветно, а X и Y индексите, тогаш постапката за определување на формулата на соединение е следна. Се бара најмал заеднички содржател на ЗС за валентностите А и Б. Се наоѓа колку пати валентноста А се содржи во најмалиот заеднички содржател, односно вредноста на најмалиот заеднички содржател се дели со валентноста А. Добиениот резултат го определува индексот X. Се наоѓа колку пати валентноста Б се содржи во најмалиот заеднички содржател, односно вредноста на најмалиот заеднички содржател се дели со валентноста Б. Добиениот резултат го определува индексот Y. Се прави проверка така што сите вредности се заменуваат во изразот А по X еднакво на Б по Y. Ако двата производи во равенството се еднакви, значи дека хемиската формула е точно напишана. Да го примениме ова правило при составувањето на следните хемиски формули. Првиот пример – алуминиум оксид. Ги пишуваме символите на елементите алуминиум и кислород и нивните валентности над символите. За алуминиум пишуваме тровалентен, за кислород пишуваме двовалентен. Бараме НЗС за валентностите. За 3 и за 2 НЗС е 6. Го делиме НЗС со валентноста на соодветниот елемент. За алуминиум го делиме со валентноста за алуминиум. 6 поделено со 3. За кислород НЗС го делиме со валентноста на кислород. 6 поделено со 2. 6 поделено со 3 е 2 и го добиваме индексот за алуминиум. 6 поделено со 2 е 3 и го добиваме индексот за кислород. Формулата е Al2O3. Следниот пример – калиум оксид. Го пишуваме символот на калиум и валентноста над символот на калиум. Калиум е едновалентен. Символот на кислород, валентноста за кислород. Бараме НЗС за валентностите на калиум и на кислород за 1 и 2. НЗС е 2. 2 поделено со 1 го добиваме индексот за калиум. 2. 2 поделено со 2 го добиваме индексот за кислород. 1. И упростуваме формулата така што се брише бројот 1. Формулата за калиум оксид е K2O. Постои уште еден начин да ги определиме индексите на елементите во хемиската формула. Тоа се прави со помош на правилото на вкрстување, според кое валентноста на едниот елемент се запишува како индекс на другиот елемент и обратно. Ако го примениме овој начин на запишување на хемиските формули, мора да водиме сметка дека индексите во формулата треба да бидат најмали цели броеви, доколку со правилото на вкрстување добиеме броеви кои може да се поделат со некој број, најголем заеднички делител, тогаш треба да ги запишеме најмалите цели броеви кои одговараат на соодносот на бројот на одделните видови атоми. И да видиме правило на крстување.
И пишуваме символите едно до друго. Алуминиум и кислород. Пишуваме валентноста над секој символ, за алуминиум 3, за кислород 2. Ги вкрстуваме броевите и ги запишуваме како индекси на символите. Значи, индексот за алуминиум ќе биде 2, индексот за кислород ќе биде 3. Формулата е Al2O3. И вториот пример. Запишуваме символите за калиум и за кислород, нивните валентности, за калиум 1, за кислород 2. Ги вкрстуваме броевите и ги запишуваме како индекси. За калиум запишуваме индекс 2, за кислород запишуваме индекс 1. Избриши го бројот 1 и формулата за калиум оксид е K2O. Пример. Да се состави формула на соединението што се состои од 4 валентно олово и 2-валентен сулфур. Првиот начин. Го пишуваме символот на олово и неговата валентност 4, символот на сулфур и валентноста 2. Бараме најмал заеднички содржател за броевите 4 и 2, тоа е 4. За да го определиме индексот на олово, бројот 4 го делиме со валентноста на олово. Валентноста на олово е 4, значи 4 делено со 4. Резултатот е 1. Индекс 1 не запишуваме во хемиските формули. Потоа бројот 4 го делиме со 2, со валентноста на сулфур. Добиениот резултат го представува индексот на сулфур, кој во овој случај е 2. Според тоа, формулата на ова соединение на олово и сулфур е PbS2. Вториот начин е со правилото на вкрстување. Повторно ги запишуваме символите на елементите олово и сулфур, нивните валентности над соодветните елементи 4 и 2, ги вкрстуваме броевите и ги запишуваме како индекси. За олово 2, за сулфур 4. Бидејќи индексите треба да бидат најмали цели броеви, вака добиените индекси 2 за олово и 4 за сулфур мора да ги поделиме со најголемиот заеднички делител, кој изнесува 2. На тој начин добиваме дека индексот на олово е 1, а оној на сулфур 2. Формулата на соединението ја запишуваме како PbS2. Хемиската формула е иста, без разлика кој начин на решавање го применуваме. Затоа, ако не сте сигурни во своето решение, составете ја формулата применувајќи ги и двата начини. Ќе направите проверка и ќе ги отстраните евентуалните грешки.